Добар ден, почитувани, го следите вториот дневник на телеканал А1 за денес. Еве ги топ 3 настаните кои го одбележаа денешниот ден на југоистокот од Македонија. И денес низ македонскиот југоисток масовни собири за заедничка Македонија. Граѓаните веќе четврта недела поред испраќаат пораки за отфрлање на албанската платформа и пораки за унитарна Македонија. Представки до народниот правобранител во Струмица за дискриминација при вработување. Жените се почесто на интервјуа за работа добиваат прашања кои дискриминираат и отстапуваат од класичните разговори при вработување. До крајот на март валандовчани ќе добијат реконструиран градски пазар. Градежните зафати привршуваат, а средствата ги обезбеди локалната и централната власт. Протестираме против репресијата и притисоците од страна на специјалното јавно обвинителство врз медиумите и последниот атак со кој директно се врши прогон врз телевизија Нова и нејзиниот сопственик. Ваквите постапки на специјалното јавно обвинителство се директно погазување на демократијата и представуваат удар врз слободата на говор. Граѓаните имаат право да добиваат точни, проверени и навремени информации. Акцијата на специјалното јавно обвинителство против сопственикот на телевизија Нова не е ништо друго, освен обид за цензура и ограничување на слобода на медиумите. Зоран Заев ги прогласи медиумите за најголеми непријатели на СДСМ. Последните активности на специјалното јавно обвинителство се само продолжение на ваквата непринципиелна и недемократска политика. Притисокот врз медиумите мора да престане. Телевизија Нова ја има нашата подршка да не потклекне и да продолжи со професионалното работење без разлика дали некому му се допаѓа уредувачката политика. Телевизија Нова беше првата телевизија која ни даде подршка како медиум кога во јавноста ги изнесовме заканите врз нас како медиум. Патем, последново е дополнителен доказ кој зборува за организиран притисок врз медиумите. Репресирани и прогонети, но слободни. Новинарството не е криминал. Добар ден. Овој дневник ќе го стартуваме со позитивна информација која не доаѓа од југоистокот, туку од целата северна хемисфера, каде денес и официјално настапи пролета, годишно време кое е омилено на многумина поради пријатните топли и сончеви денови. На првиот ден од пролета екипата на телеканал А1 беше во Радовиш. Пролетта на северната хемисфера започна денеска во 11 часот и 20 минути. Во исто време пак на јужната хемисфера настапи есента. Ова годишно време е омилено на сите, затоа што времето е топло, пријатно и убаво. И како што велат радовишани, за разлика од летото, не е многу жешко. Скај започнува пролетта, дали знаете? Да. Дали пролетта ви е омилено годишно време? Секако. Зошто? Па, травата цветат. Така, не е многу топло. Да. Убаво е времето. Пролетта ви се допаѓа? Да. Едно од најодмилените годишни времиња, да. Зошто? Пролета. Па зошто? Сонцето, топли денови, убави денови, за малку повеќе движење, раздвиженост низ градот. Зошто ќе биде топло? Се буди, да. Да, добро. Поварно од летото и од ладното од зимото. Така добро, не е ни многу ладно, не е ни многу топло. Сонце добро, не е многу жешко. Момичката. Да може да изнесеме надвор. Да, пошетаме малку. Да. Се допаѓа? Прекрасно. Првиот пролетен ден во Македонија ќе трае 12 часа и 5 минути. Сонцето изгреа во 5 часот и 39 минути, а ќе зајде во 17 часот и 44 минути. Месечината е во фаза на последна четвртина и ќе изгрее 18 минути по полноќ, а ќе зајде во 10 часот и 16 минути. На првиот ден од пролетта времето во Македонија ќе биде сончево и топло со минимална температура од 0 до 6 степени и дневни температури од 15 до 21 степен. Со пристигнувањето на пролетта доаѓаат и многобројните пролетни алергии кои се особено лоши по здравјето на децата и хронично болните. Наредниот викенд, односно ноќта помеѓу 25 и 26 март, ќе почне летното сметање на времето, со што стрелките на часовникот ќе се поместат 1 час нанапред. Тоа значи дека денот ќе биде зголемен.
Председателот Ѓорѓе Иванов е во посета на Унгарија. По средбите со председателот на Унгарија Јанош Адер се одржа пресконференција на која Иванов уште еднаш повтори дека без откажување од тиранската платформа нема да додели мандат за формирање на влада. Поради технички проблеми, изјавата на председателот Ѓорѓе Иванов ќе ја погледнеме подолу во дневникот. Продолжуваме понатаму. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во неговото гостување во дневникот на Канал 5, коментирајќи моменталната политичка состојба во Македонија, истакна дека очекува Хан да ја осуди тиранската платформа направена во туѓа држава. Она што ние ќе го понудиме на средбата со Хан е она што ние го говориме овој период и е во духот на нашата партија, но ние очекуваме Хан да ја осуди платформата, истакна Груевски. Она што ние ќе го понудиме е во духот на она што и досега го говориме. Но она што го очекуваме од него е да ја осуди платформата договорена во Тирана, да осуди мешање на други држави во внатрешните работи на нашата држава. Очекуваме од него исто така да остане на принципот кој што самата Европска Унија ни го наметна. И не само Европската Унија, туку целата меѓународна заедница инсистираше во 2008-та во македонската демократија да биде вградена една специфика. А тоа е победникот кај македонците секогаш да коалицира со победникот кај албанците и обратно. Победникот кај албанците секогаш да коалицира со победникот кај македонците. Тоа беше нивно залагање. И они треба да останат на принципите што ја кажуваа. Се спротивно може да донесе до проблеми. Се спротивно може да донесе до проблеми кои што ќе направат огромна штета на иднината на оваа држава. А во пресред на доаѓањето на еврокомесарот Јоханес Хан утре во Скопје, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија ги повика сите своји поддржувачи кои изминативе 3 недели беа на улиците ширум 30 градови низ Македонија да се соберат во уште поголем број. Тие велат дека само на тој начин ќе се покаже кој е домакин, а кој гостин во оваа земја. Иако од неговиот портпарол Кодзијанчич нема најава за средба со представници на иницијативата за заедничка Македонија, со образложение дека нема време за тоа. Инаку денес протестните маршеви продолжуваат како и низ цела Македонија, така и на југоистокот. Обраќање денес од Струмица пред присутните граѓани ќе имаат струмичаните Кирил Серафимов и Абди Демиров. Од плоштадот граѓаните ќе се упатат на протестен марш преку булеварот Маршал Тито до кружниот тек кај електромеханика. Ќе продолжат кај старата болница, па потоа Народна техника, булеварот и ќе завршат повторно на градскиот плоштад Гоце Делчев. Екипите на телеканал А1 ќе бидат постојано на терен и од сите градови ќе ви пренесуваат атмосфера во живо, а ќе ви ги пренесе и пораките кои ќе бидат испратени од граѓаните во централниот дневник во 20 часот. Според анкетата на Институтот за политички истражувања на Македонија, граѓаните во моментов најголема доверба имаат во лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски од 26%. 13,5% се определиле за председателот на СДСМ Зоран Заев. За Али Ахмети од ДУИ 4,5%, а за председателот на државата Ѓорѓе Иванов 3%. Прашањата од оваа анкета биле во делот на платформата, протестите и се она што ја продлабочи политичката криза во последните 3 месеци во Македонија. Рейтингот на Никола Груевски е повисок од рейтингот на Зоран Заев, односно разликата е поголема отколку рейтингот помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Се разбира дека главна тема на овој дел од истражувањето беа
прашањата околу политичката платформа, околу протестите, околу двојазичност, значи се она што всушност ја продлабочи политичката криза во изминатите 3 месеци. И мислам дека од одговорите на овие прашања и се увиде зошто рейтингот на ВМРО-ДПМН има нагорна линија, нагорен тренд, а рейтингот на СДСМ има надолен тренд. Тоа е дека огромно мнозинство на граѓаните на Република Македонија, кои што не се албанци, се разбира, значи со оглед дека нели таа двојазичност и таа платформа се однесува на албанци, значи етничките македонци, но и сите останати помали етнички заедници во огромен дел ја отфрлат платформата, ја отфрлат двојазичноста и не би прифатлиле прифаќање на таа платформа ни по цена нели да се направи една нова влада на чело со Зоран Заев, како што нели тоа се шпекулираше во медиумите, како што тоа всушност го бара и СДСМ. Значи никој не е против нова влада, но е против влада која што би се формирала, а како последица би било значи воведување, односно имплементација на таа платформа. И голем дел од граѓаните сметате дека тоа ќе биде вовед во бинационална држава и во федерализација. И како што најавив и претходно, председателот Ѓорѓе Иванов денес е во посета на Унгарија и по средбите со председателот на државата Јанош Адер одржа пресконференција на која што уште еднаш повтори дека без откажување од тиранската платформа нема да додели мандат за формирање на влада. Изјавата е веќе подготвена, па предлагам да ја погледнеме. Ургентно потребно е конститутивната седница на Собранието на Република Македонија да биде завршена, да се избере претседател и да можат активностите кои ги имаме како држава нормално да ги спроведуваме. Ние сега ни се блокирани и локалните избори, но веќе се ближи рокот кога завршува прогласената кризна состојба на јужната и северната граница поради илегалната миграција. Значи тоа е неопходно, а второ е мнозинството да се откаже од тиранската платформа за да може да го добие мандатот за да се формира влада која ќе почне да се справува со сите овие предизвици. Ја тоа јавно го кажав, има правни пречки, правните пречки би се совладале доколку заврши конститутивна седница и политичка пречка да се отфрли и да се осуди платформата од Тирана. Заврши поднесувањето на годишни сметки за 2016 година. Крајниот рок беше до 15 март. Централниот регистар на Македонија до крајот на овој месец ќе настојува да ги обработи годишните сметки за трговските друштва, за тие да можат од 1 април да вадат нови податоци за билансна состојба и биланс на успех. Централниот регистар овозможува електронско поднесување на годишни сметки кое се почесто се користи. Директорот на Централниот регистар на Македонија Андреа Поповски беше гостин во отвореното студио на телеканал А1 и еве дел од разговорот со него. Поднесувањето на годишните сметки за 2016 година заврши заклучно со 15 март. Инаку правните, се ќе кажам за сите правни лица, значи правните лица кои што имаат оврска нормално да поднесат годишни сметки во хартиена форма, оврската беше до 28 февруари, односно до крајот на месец, така и во законот до крајот на месец февруари, додека субјектите кои што се основани согласно законот за трговски друштва, тука ќе ги вклучиме и трговците поединци и самостојните вршители на дејност, рокот е до 15 март за самостојните вршители на дејност, беше до 15 март, а за субјектите кои што се основани согласно закон за трговски друштва, има можност ако се одлучат да поднесат електронски годишна сметка, односно преку системот за електронско поднесување на годишните сметки, можноста е до 15 март, значи не е до 28, во хартиена форма, до 15 март е во електронска форма. Тоа беше побарање на сметководствената заедница, ако може вака да кажем, бидејќи сега со основањето на формирањето на Институтот за сметководители, сега и самата сметководствена заедница, односно како професионална заедница, сите се во опфатени во Институтот. Порано беа по комори, значи имавме ние соработка со неколку години со сметководствената комора при Сојуз на стопански комори. Беше разгледувано, односно беше побарано тоа како можност. Им се дозволи заради тоа што се направија законски измени за да може и до 15 март да биде рокот, заради тоа што Централниот регистар, ќе ви кажам дека со меморандумот за соработка кој што го имаме подпишано со Бирото за јавни набавки, има обврска
и тоа и во пракса и години наназад, значи не е прв пат од сега нешто воведено, меѓутоа ние до крајот на месец март гледаме да ги настојуваме да ги обработиме годишните сметки за трговските друштва, бидејќи за да можат веќе од 1 април да можат да вадат нови податоци од билансна состојба и билансна успех кои што им требаат во постапките за јавни набавки. Целото отворено студио ќе може да го погледнете веднаш по завршувањето на овој дневник, а ние продолжуваме понатаму со дневникот, како што имавте можност да погледнете и од форшпанот со топ 3 вести на денот, една од нив ни доаѓа од Валандово. Именно општината таму привршува со реконструкцијата на стариот градски пазар. Се очекува тој да биде ставен во функција до крајот на овој месец. Проектот предвидува покриен пазар, а средствата се обезбедени од локалната и централната власт. Привршува реконструкцијата на стариот градски пазар во општина Валандово, кој треба да добие нов лик и да стане пазар од затворен тип. Локалните власти очекуваат до крајот на месецов пазарот да се заврши и пазарџиите кои сега се привремено сместени во дворот на основното училиште Јосип Броз Тито да се вратат на старата локација. Материјалите за завршната фаза уште во февруари беа донесени на самата локација, но се чекаше подобрување на временските услови за да се почне со работа. На просторот на кој е поставена и комплетна канализациона мрежа, планирано е да постојат 40 тезги, а во околниот простор е оставена можност да се отворат помали дуќани, чиј надворешен изглед, како што велат општинарите, ќе биде типизиран и одреден од стручните служби на општината. Во овој момент во општина Валандово е во завршна фаза и проектот реконструкција на градскиот пазар во Валандово. Тоа е исто така инвестиција која што е финансирана од владата на Република Македонија преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој во програмата маркетинг на земјоделски производи. Вредноста на оваа инвестиција е 9 милиони денари, а од кои што 50% се учества на општина Валандово. И се надеваме дека до крајот на овој месец ќе можеме да го пуштиме и новиот градски пазар во Валандово. Проектант на новиот изглед на пазарот е фирмата Гоја од Гевгелија, додека изведуваче скопската фирма Урбан Десинг. Градежните работи почнаа есента и додека траат, пазарот привремено е дислоциран во дворот на основното училиште Јосип Броз Тито. Инаку ова е прва реконструкција на градскиот пазар во Валандово по долги години. Жените се соочуваат со дискриминација при вработувањето. Ова го покажуваат дел од представките поднесени во канцеларијата на заменик народниот правобранител во Струмица. Припадничките на понежниот пол при интервјуа за работа добиваат прашања поврзани со нивниот приватен живот, особено кога станува збор за забременувањето. Еве дел од утринската емисија со колешката Наталија Миланова и заменик народниот правобранител Славчо Тимов. Овие повреди кои ги наброевте, тоа се чиста повреда и класичен пример на дискриминација на жената. Бидејќи не може, постои и закон за изедначување на правата меѓу мажите и жените, дури меѓународни документи кои ги подпиша Република Македонија и ги ратификува собранието, не смее да се прави во никој случај таква разлика. Маж и жена треба да бидат изедначени во однос на работни места, во однос на овие интервјуа, што не треба да се барат такви податоци. Што е битно дали жената има деца или е мажена, дали има намера да се мажи и да има деца. Тоа е на некој начин влијање врз судбината на самата особа. И тоа значи дека некои помлади особи не треба да се мажат и не треба да имат деца за да си ја зачуват својата кариера. Или за да останат на работното место. Добијат работно место. Што бидејќи има, за жал свесни сме дека има и такви кои што останале бремени, дознале да речеме работодавците дека таа е бремена и по некој основ или по тоа што истекло работниот однос, па дели барат начин да се ослободат од неја, буквално речено. Што може да направат сите оние дами кои што еве по тој начин се повредени? Значи најпрво треба да се јават во подрачната канцеларија на народниот правобранител, да поднесат преставка со сите докази што ги имаат за основано сомнение дека има дискриминација. Сега, што е разликата меѓу Комисијата за заштита и спречување од дискриминација и канцеларијата на народниот правобранител? Разликата е во тоа дали се работи за орган на државната управа или се работи за приватно правно лице. Бидејќи таа дискриминација може да ја вршат во државните органи и во приватни фирми. Доколку се работи за приватна фирма, тогаш постапува Комисијата за заштита од дискриминација, а во случај на државен орган постапува народниот правобранител.
Сега многу пати, нели, кога сме на интервју, најчесто сме сами со работодавецот. Дали или на пример веќе кога сме бремени не можеме тоа да го сокриеме, имаме нели докази, меѓутоа дали иако немаме некој пишан документ дека тоа било така, или од повеќе дами кои што се биле на ова интервју, дека истиот начин не предпоставам кога не се зема како доказ за тоа. Вак, значи тоа е многу интересен детал. Многу интересен, меѓутоа законодавец тоа многу лесно го реши. Значи единствено во судска постапка обвинетиот, фирмата која е обвинета дека врши дискриминација, таа треба да докаже дека нема дискриминација. Значи било кое лице, да предпоставиме женска особа поднесува тужба за дискриминација. Товарот на докажување не е на неизина како тужител, туку на фирмата и организацијата која врши дискриминација да докаже дека нема дискриминација. Советот на општина Василево денес ја одржа 52-та редовна седница. На дневен ред беа 18 точки кои се однесуваа на донесување годишни извештаи на основните училишта во општината, дополнување на програми, како и предлог за вршната сметка на буџетот на општина Василево за 2016 година. Така е, на денешната седница имавме повеќе точки, меѓу кои најзначајните би ги набројал полугодишниот извештај за работата на комуналното предпријатие, на детската градинка, на двете основни училишта и завршната сметка за 2016 за работењето на општина Василево. Од сето оно што ги имавме приложено од општинската администрација, се гледа дека во изминатата година од предвидените 119 милиони, општина Василево има реализирано околу 50 милиони денари. Тоа како бројка може би значи малку, меѓутоа ако го земеме во обзир и фактот дека изминатата година беше изборна година и не успеавме да ги извршиме сите оние плаќања кои требаше да ги извршиме према нашите комитенти, заради тоа може би и бројката на исплата е малку помала, процентот на реализација на буџетот. Меѓутоа, во овој прв квартал од 2017 година сите тие средства веќе стигнаа во општинската каса и се трансферирани на нашите комитенти, бидејќи имавме голем број на проекти и средства, финансиски средства кои требаше да се трансферираат од централната власт, од Министерството и Агенцијата за финансиска подршка. Голем дел од тие средства веќе се трансферирани и исплатени на нашите комитенти, така да таа бројка во реалност и не е така, туку всушност реализацијата на буџетот на општина Василево за 2016 година е многу поголема, некаде околу 80 до 85%. Жените од Радовиш во улога на градоначалнички денес имаа можност виртуелно да го прекројат општинскиот буџет, односно да кажат како да се потрошат парите од буџетот. Ова е дел од третата мартовска кампања Жените буџетираат на акција Здруженска, со која ова организација алармира дека јавните финансии не смеат да бидат забранета зона за жените. Истата се реализира во 5 градови ширум Македонија. Ова е фактички улична кампања која правиме повторпат во текот на месец март, бидејќи сметаме дека 8 март не е единствениот ден во кој треба да се зборува за правата на жените. Ова е теренска кампања со која сакаме да го поттикнеме интересот на жените да учествуваат во процесите на одлучување. Се реализира во 5 града, освен во Радовиш, годинава имаме вакви активности во Струмица, во Кавадарци и во 2 скопски општини, Карпош и Центар, кои следуваат, а минатата година беа реализирани во 5 други градови. Активноста реализираме во соработка со локални женски здруженија и целта на оваа кампања е фактички да собереме информации за тоа колку жените се упатени во процесите на одлучување, да ги поттикнеме фактички да почнат да размислуваат. Секако и како и лично и како председател на една женска организација сметам дека жените имаат право на породилно во општина Радовиш, сметајќи дека ќе се намалат и трошоци, ќе бидат и жените по навреме згрижени, помалку смртни случаеви и секако кога имате во самиот град една институција или нешто кое се грижи за вас, го чувствувате како дел од вас. Така да сметаме дека Радовиш има право на еден здравствен дом кој што ќе има породилиште.
Во гимназијата Јосиф Јосифовски во Гевгелија се реализираше првата дисеминација од проектот Воведување во е-бизнис. Проект кој 27 ученици од оваа гимназија го спроведоа во Даблин, Република Ирска. Проектот е дел од програмата Еразмус Плюс на Националната агенција за европски програми и мобилност. Во гимназијата Јосиф Јосифовски во Гевгелија се реализираше првата дисеминација од проектот Воведување во е-бизнис, кој што 27 ученици при оваа гимназија го спроведоа во Даблин, Република Ирска. Проектот е дел од програмата Еразмус Плюс на Националната агенција за европски програми и мобилност. Партнер компанија ни беше DRL компанијата од Даблин, чии менаџери Франсис и Бенкс имаат богато искуство од делот на економската и социјалната сфера, во делот на предприемништвото, во делот на економскиот развој, е-бизнисот и туризмот и граѓанската опција. Со нивните искуства преку интерактивни работилници и креативни работилници, учениците со претходно изготвени е-бизнис идеи ги усовршуваа преку тие двонеделни работилници. Целта на проектот е да се стекнат учениците со знаење за предизвиците на е-бизнис компании и значењето на е-бизнис алатките во подобрување на бизнис процесот и пронаоѓање на нови пазари. Несебишното споделување на искуството овозможи да учениците изработат квалитетни е-бизнис планови, кои што понатаму ќе им користат и ќе ги имплементираат во практичните знаења. Исто така вредно е за споменување дека во рамките на овој проект учениците имаа уникатна можност да присуствуваат во канцелариите на Google, Националната ирска банка и бизнис инкубаторот во Даблин. Во Google уникатната можност да видат на кој начин функционираат платформите и програмите за усовршување на е-бизнисот, и една од ретките можности да присуствуваат на така наречениот стартап викенд, каде што најдобрите 10 е-бизнис планови ги убедуваат потенцијалните инвеститори да вложат во нивните планови. Преку интерактивни и креативни работилници, тие се стекнаа сознање за разликата меѓу традиционалниот бизнис модел и моделот Ли Canvas и како да креираат е-бизнис стратегија со цел да одговарат на барањата на потрошувачите. Во продолжение следуваат најновите информации од светот и регионот. Грчките даночни инспектори денес протестираат против политиката на штедење пред зградата на Грчкото министерство за финансии, пишува весникот Екатимерини. На протестот на вработените им се приклучија и членови на синдикатот на државните службеници во Грција, кои исто така сакаат да го искажат своето незадоволство од политиките на владата за зголемување на даночните приходи. Председателот на Унијата на даночните инспектори од Атина изјави за телевизијата Sky дека владата планира мерки насочени кон истите социјални групи кои веќе плателе значителни даноци. Владата на шпанската автономна област Каталонија повторно побара од Мадрид референдум за независност инспириран од примерот на Шкотска. Барањето е испратено во отворено писмо до Мадрид, објавено во весникот Паис од страна на каталонскиот премиер Карлес Пучдемон и неговиот заменик Ориол Жункерас. Властите во Каталонија ветија дека во септември ќе организираат референдум за независност со или без согласност на Мадрид. Каталонците се поделени околу прашањето за независност, но значително мнозинство сака одржување на референдум. Мадрид се спротивставува со тврдење дека таквото гласање не е предвидено со уставот. Во 20 на различни операции во текот на вчерашниот ден во близина на бреговите на Либија биле пресретнати и спасени речиси 3000 мигранти кои со различни типови пловила биле упатени кон Европа, соопшти италијанската крајбрежна стража. Само бродот Аквариус, кој изнаемен од организациите СОС Средоземно море и Лекари без граници, спасил 946 лица, меѓу кои имало и 200 деца без придружба. Според податоците на италијанските власти во периодот од 14 јануари па се до 17 март годинава во водите на Средоземното море меѓу бреговите на Либија и Италија биле пресретнати 16.206 мигранти. Во истиот период лани бројот на откриени илегални мигранти на пат кон Европа во истиот регион изнесувал 11.911 мигранти.
Американскиот претседател Доналд Трамп упати критики кон севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, истакнувајќи дека тој се однесува многу лошо. Трамп нагласи дека имал средби со представници на својата администрација, на кој главна тема била Северна Кореја. Белата куќа соопшти дека Трамп се сретнал и со советникот одговорен за прашање од национална безбедност со цел да ги разгледаат заканите од страна на Северна Кореја. И кога сме веќе кај вестите од светот, вест која што пред малку ја објавија големи светски медиуми, вест која што почна да ја бранува јавноста, е тоа дека на 101 година починал познатиот американски милиардер Дейвид Рокфелер. Рокфелер е роден на 12 јуни 1915 година. Бил банкар и јавно најстакнатиот и најстариот жив член на исклучително богатото семејство Рокфелер, кое своето богатство го должи на бизнис компанијата Standard Oil. Поради незаконското создавање на монопол, компанијата во 1911 година беше принудена да се подели на 34 компании. За време на својот живот Рокфелер успеал да оствари достојно наследство со една од најмокните капиталистички династии во историјата, која уште владе и денес. Рокфелер имал 6 трансплантации на срце, а во медиумите на шега изјави дека би сакал да живее до 200 години. Ова беше и последната информација за овој дневник. Се гледаме повторно во 20 часот во централниот дневник на телеканал 1 со најнови информации. До тогаш останете на нашата фреквенција. Од мене пријатно.